2 дена по надпреварот Вардар Тетекс, кој заврши со победа на гостите од Тетово 2:1. Коментарите, видувањата, лични, вакви или онакви, било да се изразени јавно преку социјалните мрежи, интернет порталите или преку некои приватни канали, устно, писмено или преку телефон, се уште не стигнуваат и очигледно дека овој надпревар предизвика внимание во јавноста, без да навлегуваме подлабоко дали тие коментари се позитивни, негативни, субјективни, објективни, аргументирани или не знам какви. Во секој случај не може да избегаме, колку и да го сакаме Вардар, колку и да сакаме црвено-црната боја и да сме врзани децении наназад, да не речем половина век од моето, да кажем, раѓање па наомо со Вардар и сите оние перипетии како спортски новинар, како навивач, како љубител, како гледач и така натаму, дека овој надпревар предизвика, пак ќе повторам, коментари, лични видувања, субјективни видувања, кои одеа до таму дека надпреварот е договорен, односно утакмицата е наместена, не знам, Тетес ги купил бодовите, Вардар му рекол на судијата да свири за Тетекс, и така натаму. Во тој шлагворд на зборови, она што јас лично, како автор на оваа наша емисија, за која стои нели тим на скок, можам да го кажам е дека имаме едно огромно драгоцено искуство, лично искуство од вакви настани, од вакви надпревари, кога многу пати сите ние сме полемизирале, сите ние сме зборувале, дискутирали сме го, искажувале својот став, а во оваа конкретна ситуација, кога безмалку мои добри пријатели, добри познавачи на фудбалската игра, сите оние со кои децении наназад комуницирам на темата фудбал, обстојувам, па дали се служуваме или не се служуваме, ирелевантно, мислам дека го заслужуваат мојот став, не само за овој надпревар, туку и генерално за овие настани кога зборуваме. Во таа насока, како шлагворд на емисијата, како еден вид загревање за сето она што сакам да го презентираме, е една, би кажал, така, референца дека можеме да зборуваме за договорена утакмица, можеме да зборуваме за наместен надпревар, можеме да зборуваме за купен судија или за продадени бодови. Сето тоа е многу блиску, линијата е многу тенка на раздвојување меѓу овие 4 категории, меѓутоа не е исто и ќе се обидам низ конкретни примери и мои аргументи, низ моје лично искуство да објаснам зашто точно ќе зборувам во оваа емисија. Прво на кое ми текнува кога се во прашање надпреварите кои ги најавив како нели договорени, наместени, купени или продадени со судијата, без судијата, меѓу себе фудбалерите, двата тима или управите и така натаму. Прво нешто на кое ме асоцира, на кое се сеќавам како тинејџер некаде кога сум имал 14 години, е надпреварот Олимпија Љубљана Партизан Белград кој се играше во Љубљана во сезоната 75-76 година. Еден изворедна, возбудлива сезона, лудница од надпревар, поулавеа тогашните народи и народности во Социјалистичка федеративна република Југославија, кој за Звезда, кој за Партизан, ти реков, ми рече, јас за Вардар сум бил и тогаш и секогаш. Последното коло, Партизан ја победи Олимпија во Љубљана со голот на Ненад Бековиќ, кој беше постигнат некаде сега гледано, ако судијата, да речеме, покажал екстра тајм, сигурно 110 минут. Што точно се случи? Се почнуваа сите надпревари во исто време. Меѓутоа, судиите имаа свој часовник, значи часовникот на судијата беше меродавен. Немаше покажување екстра тајм, немаше покажување колку играчите влежеле, колку топката била надвор, колку измени се направиле па се продолжува согласно измените. Него судијата имаше часовник,
фино лепо си гледа на часовникот и неговото време беше меродавно за надпревар. Во таа смисла, сите надпревари завршија во Југославија, во Љубљана продолжи да се игра уште 2-3 минути, наводно имало многу прекини на надпреварот. Во тие 2-3 минути Ненад Бјековиќ го постигна гол за Партизан и Партизан со тој гол стана државен првак на Југославија, односно ја освои шампионската титула. Дали ова беше договорен надпревар, дали беше наместен надпревар, дали судијата беше не знам, мотивиран да суди за подолго време па Партизан да даде гол, никогаш ништо не се дозна, меѓутоа титулата на Партизан му остана и не му беше одземена. Тоа е првата приказка на која се сеќавам. Сега одиме со втората приказна која се случува малку подоцна, некаде 10 години, и која верувам дека сите сериозни познавачи на фудбалските прилики во некогашната држава во која живеевме Југославија, добро се сеќаваат на ерата на Славко Шајбер. Зборува за човекот кој дојде од Хрватска за претседател на тогашниот фудбалски сојуз на Југославија. По сите пишувања по тогашните многу силни југословенски медиуми беше екстра интелигентен. Значи врвните политичари од не знам Стане Доланц, Милка Планинц, не знам да не ги редам сите кои беа таму, му сугерирале да не се нафаќа нова работа, дека не е скроен за тоа. Славко Шајбер со сите своји мани, доблести и карактер прифати и беше изгласан за претседател на Фудбалскиот сојуз на Југославија и влезе фајтерски, се фати во борба со тоа фудбалско местење, ајде благо да го кажеме, да не бидам вулгарен или да не набедувам. Што се случуваше во неговата ера? Значи 2 сезони, буквално 2 сезони, зборуваме за сезоната 1985-1986 и за сезоната 1986-1987 година, кога југословенскиот фудбал, таа многу силна прва лига, која само 2-3 години подоцна направи репрезентација за последен пат и на светското фудбалско првенство во Италија, официјално беше петопласирана, значи официјално петопласирана. 2-3 години наназад, двете фудбалски првенства во Југославија официјално беа прогласени за нерегуларни. Ово израз, нерегуларни, ги содржи сите овие претходно наредени фамозни, да кажам, синтагми, фрази и мои констатации кои ви ги споменав во воведот. Ајде да видиме што точно се случуваше во тие 2 сезони. Зборуваме за сезоната 1985-86 година, првата од двете нерегуларни сезони, кога за шампионската титула се бореа тогашните југословенски гиганти, двајцата од Белград, Партизан и Црвена звезда. Имаше еден куп надпревари ставени под превезот на сомнителност, имаше еден куп обвинувања, имаше 350 чуда, не знам што, и на крајот, последното коло се одигра, беа постигнати некои рекордни голови, имаше значи резултати 5:5, Партизан победи против Железница 4:0, Црвена звезда победи во гости 4:0, не знам, Вардар играше таму со Приштина 0:0, како им одговараше на двете екипи и така натаму. Во целата таа конотација од 9 тогаш надпревари од 18 клубови, дури 7 беа прогласени за нерегуларни и Славко Шајбер со тогашното претседателство на Фудбалскиот сојуз на Југославија реши да го поништи целото коло, да ги казни клубовите кои учествуваат во ова местење, а тоа се значи од 7 надпревари наместени по 14 клубови по минус 6 бодови, де факто 4 клуба или 6 клуба, не ме држите точно за збор, ирелевантно, стартуваат со 0 бодови, не со минусно салдо во наредната сезона. Што се случува наместо овие потези, овие резови на Славко Шајбер да предизвикаат некаков, не знам, чистење на совеста, да предизвикаат етичко однесување, ајде да седнат сите да речат
тргнуваме како што треба, се случува сосема спротивното. Наредната сезона, значи 86-87 година, кога Вардар, наш Вардар, Скопски Вардар, овој Вардар кој сега се мачи, за кого зборуваме дека изгуби од Тетекс 1-2 на стадионот Борис Трајковски во Мажари пред 2 дена во третото коло од позади во второлигашката конкуренција, кога сите се сомневаат дека надпреварот беше наместен, договорен, купен или продаден или од судијата издржиран, ирелевантно. Вардар стана шампион на Југославија 86-87 година. Беа изречени суспензии и казни на многу клубови, му беше одземена титулата на Партизан со одлука на фудбалската федерација на тогашна Југославија, предводена Славко Шајбер. Значи официјално со минусните бодови на тогашните клубови според кои председателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија, односно предводено председател славниот Славко Шајбер, оцени дека се наместени, ги казни и Славко Шајбер лично го пријави Вардар да игра во Купот на шампионите, односно го прогласи Вардар за шампион на државата. Тоа е таа славна генерација предводена од Дончовски, подсетување за помладите, со една плејада на фудбалери, да не ги споменувам, ќе заборавам некој. Ирелевантно. Партизан се жалеше на судот за здружен труд тогаш. Така беа судовите организирани. Пандан на некој наш денешен основен граѓански суд или не знам суд за стопански суд и така натаму. Ирелевантно, си имаше судови за различни проблематики. Еден од тие судови беше судот за здружен труд во Белград, кој месеци наназад, можеби и година помина, ја преиначи одлуката и донесе судска одлука дека Партизан е државен шампион на Југославија, односно дека не ги местел, договарал надпреварите. Ремезирајќи ги овие одлуки на председателството на Фудбалскиот сојуз на Југославија, предводен од Славко Шајбер, со одлуката на здружениот на судот за здружен труд во Белград, очигледно е дека двете се спротивставени и се разликуваат како Бок и Шеширџија, така кажано спортски фудбалски за да се разбере. Но што покажува сето тоа? Дали беа најдени докази дека Партизан не ги купувал, местел на праварите, договарал, шурувал со судиите, или обратно, дека Вардар сосема коректно, чисто, ферплей, нормално изиграл, се живо победил предводен од Дончевски и станал шампион. Драги мои, ништо од сето тоа. Ниту го имаше едното, ниту го имаше другото. Само како доказ да знаете дека ова работа за која зборувам овие 3 дена датира од поодамна. Одиме со други конкретни примери. Малку навраќајќи се наназад и со оглед дека имам така некои лични симпатии спрема кармата, спрема харизмата на легендарниот Мирослав Чиро Блажевич, кој неодамна не напушти физички, замина меѓу ангелите и слава му и на него. Дојдов до несознание дека некаде почетокот на 80-тите години, кога Чиро Блажевич на голема врата од странство се врати во тогашно Динамо Загреб и беше еден цар, бел шал, омилен меѓу навивачите. Значи неговиот збор беше прв, последен, единствен, категорички, немаше тука место за полемики. Дојде до една ситуација, точно Славко Шајбер, за кого зборува во претходната епизода, некаде како функционер спортски во Хрватска, мислам дека беше во Цибона, поредовите на Цибона на кошаркарски клуб, и релевантно, сега го замолува Чиро Блажевич, најдиректно со неговиот авторитет, се Славко Шајбер и пред да стане председател на Фудбалски сојуз на Југославија, има свој авторитет и углед во Хрватска. Го замолува Чиро Блажевич да го договорат. Значи не е нешто да фрлаат пари, да купуваат, да се глупират, да го договорат на превод Динамо Загреб, бидејќи на Загреб, тоа е клуб од Загреб, многу познат сегашна Локомотива, кој на времето го носеше името на градот, играше повремени во првата Југословенска лига во таа силна и успеваше да остане. Тие бодови, тогаш по 2 бода се дава, му беа неопходни на Загреб за да остане во првата лига. Славко Шајбер го молел Чиро Блажевич да му помогне на
на Загреб. Чи не да му даде 1.000.000 евра, карикирам, за да му ги даде бодовите. Нити да го брка судијата да суди за Загреб, бидејќи Динамо е убедливо подобар, ќе го победи со 2 фора Загреб. Славниот цар со белиот шал само му вика: Славко, покуцали сте на погрешна врата. Ова не долази обзир. Динамо игра против Загреб, ако е Загреб подобар, нека победи. Тука почнува и завршува приказка. Лека по лека доаѓаме до македонскиот фудбал и до тој наш македонски фудбал и во рамките на некогашна Југославија и некаде 92-93 година кога се осамостоивме, кога имавме наша лига, кога имавме наши клубови, наши спонзори и така натаму. Ова ми е посвежо, подобро се сеќавам. Нема да оперирам со точни датуми, намерно, бидејќи може да се случи да промашам нешто, меѓутоа имињата, презимињата на преварите, имињата на клубовите се тие, бидејќи на некој начин сум бил жив сведок на сето тоа. Првата приказна во која сум бил индиректно вклучен е некаде 85-та, 86-та година или 86-87 година во тогашната втора македонска меѓурегионална лига Запад. Имаше две меѓурегионални лиги, значи Исток и Запад, и имаше Републичка лига, Македонска лига посегашно, која првакот влегуваше во втора сојузна лига, а прваците на двете меѓурегионални лиги влегуваа во Републичката лига. Се игра последното коло и во трката за опстанок некаде се 4 клубови, меѓу кои се Балкан, подоцна Стоколкомерс од Чаир, Скопје, сегашно Скопје од Автокоманда кој игра во првата лига, клубот Гостивар од Гостивар и ми се чини дека беше Металург. Не сум сигурен за четвртиот. Има интернет, тоа лесно може да се проведе. Не е поентата во тоа. На надпреварите од последното коло, 86-87 година, без мобилни телефони, без пејджери, без не знам кој вид на комуникација кој сега го имам, интернет портали, не знам, линкови, се прави врска и конекција меѓу двата стадиона. Колку голови дава Скопје, толку голови треба да постигне Балкан, односно да прими Гостивар или обратно. Се работеше за опстанок во втората меѓурегионална лига, каде што еден гол решаваше дали клубот да испадне од лигата или да остане во лигата. Еден гол. И резултатот беше, да речеме, Гостивар Балкан 11-10. Сега некој ќе ми замери зашто точно не ги извади. Мене ми е тоа банално да седнам на интернет точно да ги извадам. Не е поентата у тоа. Значи, во Гостивар се постигнува гол, на Чаир одмah паѓа исти гол. На Чаир не се постигнува гол, во Гостивар исто не се постигнува гол. На Чаир паѓа гол, во Гостивар за 2 минути паѓа гол. Јас го сакам и Балкан и Скопје. Тоа се мои клубови. Само ја кажувам приказката на која има и живи сведоци. Легендарни луѓе кои имаат многу голем авторитет во македонскиот фудбал. Може да ме потврдат. Не верувам дека може да ме негираат. Не се заврши првенството. Тогашниот фудбалски сојуз на Македонија, предводен од Алексо Кипровски председател, Бог да му душа прости на него, донесува одлука да ги дисквалификува клубовите, да ги казни и да ги премести во понизок ранг. Со минус бодови, со се. Сето тоа помина низ процедура на жалби, молби, такси, второстепена комисија, тртостепена комисија. Мислам дека се жалија и надвор од фудбалските форуми. Меѓутоа, во тој конкретен случај, казните останаа и клубовите од наредната година почнаа да играат со минус 6 бодови. Зборуваме Скопје, Балкан, Гостивар и така натаму и така натаму. Приказна број 1 завршува, продолжуваме со приказка број 2 од македонското првенство. Приказна број 2. Македонски фудбал, самостоен фудбал или нешто во рамки на Југославија, трета лига Исток на распаѓање, пак и релевантно.
Балкан Стококомерц, силен, пресилен, топ тим, раководство, тренер Мишич, управа, играчи, плејада на играчи. Значи не може да изгубат ако они не сакаат во таа конкуренција. Балкан оди да игра во Штип против Брегалница. Јас кога веќе работев како спортски новинар во Скок ми се чини, никогаш не сум известувал кога игра Брегалница, никогаш официјално. За Балкан и за Вардар сум известувал. Викам сам на себе, Балкан ќе ја згази Брегалница во Штип. И онака, нема да, ќе го скокнам овој викенд. Се игра над преводот, Брегалница го победува Балкан 3:0, трите голови се во првото полувреме постигнати. Овој резултат е олицетворен низ зборовите и живото сведоштво на авторитетниот новинар со богато CV и со бекграунд Милорад Стојмановски Мишел, кој кусо време, со оглед на неговите понатамошни ангажмани, го водеше Балкан заедно со мене додека работеше во весникот, дневниот весник Вечер. Мишел го кажа тоа во документарниот филм на Балкан и можете да го погледнете да се уверите дека и тој направо бил договорен, наместен, пуштен, пари немало, сигурно знам. Судијата не влијал никако. А што се случи? 3 дена или 13 дена после од преворот, двајца изворени играчи на Брегалница, Ристо Милосавов и Владко Давидков, доаѓаат и потпишуваат за Балкан пристапници и го засилуваат Балкан. Што да ви кажам друго? Ајде, сами оценете, дали овој направо беше договорен, наместен, купен, продаден, или судијата е крив што Балкан примаше голови, или Брегалница што даваше. Приказна број 3. Малку тажна и емотивна, иако овде немам директен акцес во овие случувања, сум ги следал како новинар на Скок, односно како уредник на фудбалската рубрика. Некаде почетокот на самостојниот македонски фудбал, значи почетокот на 90-тите години, победал во Ландово, еден клуб кој беше предводен од браќата Исирови, начело со Ѓорги Исиров, еден шармантен господин во тоа време, прав пријател, добар човек, вложуваше во фудбалот, цело во Ландово го држеше, успеа да ја внесе победа во Ландово во првата фудбалска лига со, не знам, некои убедливи бодови таму, разлика, играа луѓето, победуваа и така натаму и така натаму. Во целата таа конотација, тогашната раководна структура на Фудбалскиот сојуз на Македонија, предводена од Љубисав Иванов Дзимов, и таа структура на управен одбор, првата структура, ќе се обидам да се сетам на некои име интересно е тоа, да речеме, Пани Иванов, Травко Точко, не знам, и релевантно така. Имаше доста фудбалски имиња познати. Донесоа одлука победа во Ландово да не влезе во првата македонска фудбалска лига, да биде казнета парично, ми се чини тогашни 6.000 марки. 16 може биле, 6. Ирелевантно. Минус 6 бодови да биде префрлена во понизок ранг, ми се чини. Или да не влезе во прва лига. Пак ирелевантно. Победа во Ландово. На тоа се жалеше, меѓутоа одлуката на Фудбалската федерација, предводена од Љубисав Иванов Дзинго, остана на сила и победа во Ландово не влезе во првата лига. Никогаш немаше цврсти докази дека победа во Ландово наместила еден напревар. Од тој момент, па понатаму победа во Ландово паѓаше, имаше слободно паѓање, да не речем клубот згасна, ентузијастите се откажаа од таа работа и години назад, многу години после тоа, мислам дека победа некако успеа да се врати сепак со таа традиција и сила. Меѓутоа лично за таа епизода, ако имам право на моје лично мислење, без нешто, мислам дека е најтешката одлука за еден фудбалски клуб да биде така драстично казнет и префрлен, да му се земе радост. Мислам, некаде
Исто така, почетокот на 90-те години или средината на 90-те години има една исто така страшна приказна за еден фудбалски фајтер, еден неснав човек кој мислам дека е останат во сеќавање на вистинските правични, ајде, ако можем така да наречам, меѓу кои јас се ставам, дека сум правичен, колку што можам повеќе објективен. Тоа е приказката за Коле Златарот или за Никола Петров, познат како Коле Златарот, со свој златарски дуќан, години наназад го работи и го држи. Си игра надпревар некаде во Државната лига на Македонија, прва македонска фудбалска лига после осамостувањето. Надпревар завршува 4:3, Борец инволвиран, Велес мислам беше. И сега е поентата у клубовите, поентата у дешавките. На секој милион вакви случаи има со стотина клубови. Јас ги вадам конкретните на кои се сеќавам лично. Коле Златарот, со целата негова храброст, со јуначко срце, со негов авторитет, никогаш од ништо не зависел, така секогаш ми викал мене и кога сме пиеле кафе и кога сме се дружеле во тие времења, внесува во официјалниот записник, во официјалниот протокол дека надпреварот е сомнителен и дека според него, како делегат на тој надпреварот е нерегуларен. Не можем да кажам дали Коле Златарот напишал наместен, договорен, продаден или купен, меѓутоа знам дека напише дека е нерегуларен, повикувајќи ги другите инстанции да го истражат ова и да донесат одлука за оваа работа. Во таа насока беше донесена одлука клубовите да бидат казнети, меѓутоа на второстепена комисија или под притисок на пошироката јавност или на некои мокници, не можам да толку да се сетам, целата таа работа беше заташкана, беше вратена на почетна позиција, да не речам како ништо да не се случувало, се негираше, буквално се негираше изјавата на Коле Златарот во официјалниот записник и после тоа Коле Златарот вака ги земате втерите ги фрли и никогаш повеќе не продолжи да биде делегат на фудбалски надпревар во македонскиот фудбал. Да не излезе работава дека само некогашниот југословенски фудбал или не де Боже, само македонскиот фудбал ја знае оваа проблематика, да не речам ние сме најголемите дубарџи на светот. Апсолутно не е баш така и ова за кое зборуваме е расширено секаде низ светот, далеку пред да се отвори првата одложувалница. Тоа е многу важно да кажам, бидејќи ако зборуваме за овој тип на надпревари со еден збор нерегуларни, а со повеќе збора купени, продадени, наместени, договорени, лажирани, има мал милион. Но да се вратиме на времето пред отворањето на првата одложувалница. Во меѓународни рамки, дека ова не е топла вода која сме измислили ние македонците дека сме најпаметни, односно дека не бе Боже Вардар и Саса, односно нивните навивачи се многу вака и го смислили ова нешто или не знам двата клубови или двата играчи. Сето ова е ирелевантно во однос на ова сега што ќе го кажам. Се случува настана 78 година за време на светското фудбалско првенство на мондијалот во Аргентина. Настанува една мешаница во групите, каде што домаќинот Аргентина нешто тргнува, па застанува, со силен состав. Ардилјес, Кемпес, Цезар Луис Меноти беше селектор, славниот. Страват им, не им оди нешто не оди работа. Доаѓа да надпревар да се игра таму, не знам, најверојатно последното коло беше во групите. И сега, ден претходно се прават математики, она фудбалскиот компјутер исфрла што е сега поволно за Аргентина. За овој состав не може да испадне Аргентина. Аргентина, патем да кажем, за да ви биде појасно, стана светски првак 78 година, кога се играше во Аргентина. Не се. Фудбалските стручници, аналитичари, компјутерџи во тоа време веќе имаше компјутери, претпоставувам. Оние мозоци пресметаа дека на Аргентина
за да помине во нокаут фазата, е потребна победа против Перу 6:0. Што мислите колку заврши на Перу? Точно 6:0. Светско фудбалско првенство, Аргентина, Мондијал, 1978 година. Надпревар Аргентина-Перу. Беше потребна победа на Аргентина од 6:0, надпреварот заврши со победа на Аргентина од 6:0. Сега да го објаснам и пресекот за наместени, договорени, купени надпревари, продадени бодови или не знам, подмитен судија, кога е во прашање периодот од отварањето на одложувалниците низ целиот свет. Имаме случај каде што наш клуб Прилевска Победа беше драстично казнета, исклучена од учеството во надпреварите под капата на УЕФА полни 8 години, каде што поединци доживеа драстични казни. Да не ги споменувам сега поединечно, не ми е темата тоа кога зборувам за овој случај. Темата ми е фокусот на нешто многу друго и мислам дека ќе ме разберете. Ако за се тоа претходно што зборувавме имало некакви докази или некакво, не знам, пишување на делегатот, кој што го спомнав, или некое договарање на двата клубови, или молба на едниот човек спрема другиот да му ги пуштат бодовите, или не знам што се друго. Во конкретниот случај со Победа имаше чиста ситуација која многумина тогаш не сакаа да ја видат или да ја прифатат. На надпреварот Победа Пјуник беа ставени огромни суми на пари во обложувалниците, дали за точен резултат, дали за победа, дали за пораз. Не можам да кажам и никогаш тоа не се дозна. Меѓутоа, има софтвер, има компјутерски софтвер, кој сето тоа го регистрира и сигнализира. Значи, ако не е надпревар, типот двојка е со висок коефициент, а се уплатени милионски суми, апсолутно тука нешто не е регуларно. Во тој контекст, да не должам, затоа пишуваа сите тогашни медиуми, беше во официјалната одлука донесено, значи, наша победа беше исфрлена од европските купови, поединците беа казнети и клубот нормално го почувствува тоа, за жал, низ неговата понатамошна историја. Меѓутоа, сето тоа беше донесена таа одлука на УЕФА врз база на вложени пари на конкретен надпревар со високи квоти и исплатени суми врз база на резултатот од тој надпревар. Тоа во голема мера се разликува од целото претходно за кое до сега зборува. Да ја завршиме емисијата онака како што ја почнавме со темата Вардар Тетекс, нели, со нашите сегашни клубови кои во овие претходните 2 дена се најдоа на ударно место во коментарите, видувањата и така натаму. Дали на овој надпревар имаше некаков договор, например, да речеме, меѓу двете навивачки групи, популарните комити и исто така популарните војводи? Не можеме да знаеме, нити можеме да тврдиме, уште помалку да го анализираме тоа и да го докажуваме. Дали имало некакви инсинуации дека Вардар не игра максимално колку што треба и зошто играше со изменен состав? И тука може да има мал милион оправдувања, исто колку што може да има и аргументи за напад. Не се случи тоа што се случи, имаше преноси, имаше снимки, се уште постојат, луѓето го видоа. Она што јас сакам да го кажам е дека оваа топка е тркалезна и дека кога топката оди по гол линијата, секогаш шансите да влезе во внатрешниот дел со целиот свој обем и да биде постигнат гол, односно да излезе и резултатот да остане непроменет, са 50-50. Во таа конотација можеме да зборуваме и да коментираме што се случуваше, односно што беше идејата на надпреварот Вардар Тетекс, но
сепак останува фактот, тоа да го каже фудбалската топка во последните две кола од второлигашката фудбалска конкуренција, каде што сите нешта ќе бидат јасни.